Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Македонија го слави денот на македонската револуционерна борба. Герасимовски ги става изборните активности во мирување, додека општината се гуши во ѓубре. Лабудовиќ повика помош од Кубаново. Полните контењери во Скопје ги празни Јорце Ѓоргиевски. Здравјето на Скопјани е во ризик, лекарите бараат итни мерки. Институтот за јавно здравје доби обврска до утре да понуди решение. МВР и обвинителството уапсија 11 члена група лихвари. За 4 години заработиле над 2 милиони евра. 3% раст на македонската економија прогнозира Виенскиот институт. САД и Европската унија со санкции против Русија. За Москва одлуката е контрапродуктивна. А во овие вести во живо ги пренесуваме пораките од Свечената академија по повод денот на македонската револуционерна борба. Останете со нас. Македонија го одбележува денот на македонската револуционерна борба. Попладнево во Македонскиот народен театар се одржа Свечена академија, а за пораките во овие вести во живо информира колешката Катерина Нешкова. Катерина, што можеше како порака да се случне од оваа Свечена академија? Така, туку што заврши оваа Свечена академија овдека во Македонскиот народен театар под слоганот од идеја до држава, говореше премиерот Христијан Мицкоски. Тој со обединувачки пораки за самиот празник вели да останеме и да си ветиме меѓу себе дека ќе останеме доследни на заветот кој што ни го оставија револуционерите и оние кои што го основа ВМРО, а ВМРО е на сите граѓани. Вели денес не славиме само минато, туку го славиме духот на истрајноста и затоа достоинствено да ја чуваме татковината, бидејќи тоа значи дека ја чуваме и иднината. Обединувачките пораки Мицкоски, како што кажав, ги спрати тука од ДМН-та пред целиот државен врв. Вели дека секоја генерација има своја борба. Во минатото тоа беше борбата за држава, денеска се бориме за вредности како правда, право, како и тоа младите да останат во нашата држава. Овие обединувачки пораки на Мицкоски во продолжение. Внатрешната македонска револуционерна организација не е само страница во историјата. Тоа е корен, тоа е идеал, тоа е завет. Организацијата што ја израсна оваа држава, школата во која се научивме што значи да се биде чесен, да се биде храбар, да се биде свој. Овој ден не е само спомен. Тој е и повик. Повик да бидеме подобри, да бидеме народ што ќе гради својата иднина со иста решеност со која тие ја започнаа својата борба. Секоја генерација има своја борба. Нивната беше за држава, а нашата е за вредности. Катерина, се наоѓаме во период на изборна кампања. Имаше ли пораки поврзани со изборите? Така, неизбежно е во овој говор на премиерот да се спомне и целиот политички контекст во кој што се наоѓа државата. Тој говореше веќе за резултатите од првиот круг од локалните избори, велејќи дека ВМРО-ДПМН освои убедлива победа, додека пак опозицијата доживеала нокаути, дека за џабе се сите оние пресметки кои што ги прават околу можен број на пратенички мандати. Тоа е порака која што испрати до СДСМ, слична порака за консолидација на опозицијата, реформи, но и за политичка пензија испрати и до ДУИ, но имаше порака и до својот коалицијски партнер Касами, кој што овие денови повика да се гласа по етничка линија во Кичево. Вели дека секој кој што нема да се обедини околу владината всушност програма или овој обединувачки дух не му е местото во владата. Во продолжение сите овие пораки на Мицкоски. Опозицијата ќе им оставиме време да се консолидираат и да размислат дали, например, ќе се осмелат да одат на предвремени избори, кои, да бидам директен, јас не ги посакувам и сметам дека се непотребни. Последните избори испратија порака и до нивниот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција. Тие добија порака од народот и албанците дека доста беше политиканство и злоупотреба на етничките теми за лични интереси и богатини. И овој резултат се случи затоа што тие не разбра дека додека се занимаваат со орли, јастреби и зајци,
Народот е уморен од чекање за подобар живот. Живот што граѓаните 20 и повеќе години не го добија со таа политичка партија. Сите оние што се надеваат дека со етноцентрични теми ќе добијат нешто во политиката, нека го видат и нека научат од примерот и падот на Демократската унија за интеграција и ќе разберат на што мислам. И тоа е добра лекција за некои други политичари на македонската политичка сцена, кои мора да разберат дека за да бидеме коалициони партнери, треба да сме подготвени да се обединиме и да поддржиме вредности, а не да се поделиме за етнички теми и прашања низ призмата на шовинизам и слични етнички процедурални разлики. Така, во говорот на премиерот имаше и пораки кои што се однесуваат за подобар животен стандард, најави нова инвестиција од американско-британски конзорциум во војната наменска индустрија од 150 милиони долари. Исто така зборуваше и за ЕУ темата, говорејќи дека се она што се бара од нас треба да се гледа низ призмата на три прашања, тоа е што добиваме со ова, дали Бугарија ќе ги исполни својот дел од обврските и дали има некакви гаранции дека ќе добиеме нешто конкретно. Денот на македонската револуционерна борба секако дека го поздравија или спратија честитка и останатите челници во државата. Честитки спрати председателката Гордана Силјановска-Давкова и председателот на собранието Африм Гаши. Во нивните пораки честитки имаше порака за обединување, потоа да се исполни стремежот на револуционерите, меѓутоа и дека единствениот пат кон кој што треба да оди Македонија е Европската унија и Европа, бидејќи таму припаѓаме. До сега честитка за 23 октомври не испратија од опозицијската Социјалдемократски сојуз. Катерина Нешкова, благодарам за овие информации. Герасимовски ги става изборните активности во мирување, додека општината се гуши во ѓубре. Лабудовиќ повика помош од Куманово, полните контењери во Скопје ги празни Јорце Ѓоргиевски. Здравјето на Скопјани е во ризик, лекарите бараат итни мерки. Институтот за јавно здравје добил врска до утре да понуди решение. Алармантната состојба со полните контењери во Скопје го преземе и фокусот на изборната кампања. Градоначалникот на Центар ги стави во умирување активностите од кампањата, додека не заврши чистењето во општината. Лабудовиќ пак повика помош од Куманово за да се среди состојбата во општината Центар, каде што тој е кандидат за нов градоначалник. Од утрото на терен е Јорце Ѓоргиевски. Кандидатот на Левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, ја обвини владата за деструктивна политика, посочувајќи дека може веднаш да се прогласи кризна состојба. Тамара Дичевска ги има деталите. Кандидатот за градоначалник на Центар, Горан Герасимовски, ја замрзнува предизборната кампања за да се справи со ѓубрето во неговата општина. Денеска заседаваше кризниот штаб на Центар, каде се одлучи сите вработени во општината и ПОЦ да бидат мобилизирани на решавање на овој проблем. Поставување мали контейнери за отпад во густо населените места. Ѓубрето наместо во Дрисла ќе се носи на посебен плат со мали камиони, па оттаму ќе биде транспортирано во депонијата. Покрај вонредната дератизација на околу 1900 шахти, викендов ќе се спроведе итна дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките. Во текот на ноќта се чистеше ѓубрето во општината од страна на нивните хигиеничари и градоначалникот. Ќе бидат поставени помали контењери за секојдневен отпад во густо населените делови и поголеми контењери за кабаст отпад на стратешки локации. ЕППЦ ќе организира посебни пунктови и распоред за собирање на угостителски отпад. Во сите 1980 шахти се фрла сертифициран препарат, но потребно е да се спроведе дератизација и во сите згради. Ѓубрето во Центар денеска го чистат и работници од Куманово, откако кандидатот за Центар Мирослав Лабудовиќ побарал помош од Максим Димитриевски. Му се јави за подршка на кандидатот и активниот градоначалник на Куманово. Излегува денеска со едно возило, со нивна оператива. Се надевам дека денеска ќе ја дополнат оперативата. Техничките можности овозможуваат да се собираат овој тип на контейнери и целото ѓубре што е околу нив, така што
да не дозволиме зарази да не се шират низ центарот на градот. И кандидатот за град Скопје Орце Георгиевски од утринава со службите чистат смет од контейнерите во кисела вода. Го повтори предизборното ветување дека ќе го исчисти Скопје за 72 часа откако ќе стане градоначалник. Цел изминат период заеднички со наши сили, но и со општествено одговорни компании вака реагираме бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена се до моментот доека не ја преземе градската власт и не ги средиме конечно состојбите таму, земајќи во предвид дека за 72 часа конечно градот Скопје ќе направиме да блесне. Но против кандидатот на Георгиевски за Скопје, Амар Мециновиќ, вината за хаосот со сметот ја гледа во владата, која намерно ги оставила скопјани да се гушат во ѓубре пред избори, а кризна состојба можела да прогласи многу порано. Со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Токму тоа го прави моментално владата и покажува дека е деструктивна влада. Кадрите на Мицкоски се виновни за хаосот со ѓубрето, објави и се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје по закон и основа за одлуки и согласности е надлежен Советот на град Скопје од ВМРО Ивлен. Управниот одбор кој управува со КХС 4 години е составен од членови на ВМРО Ивлен и избран од Советот на град Скопје. Ниту еднаш Советот на Скопје, чие мнозинство е на ВМРО ДПМН Ивлен, не призало мерки да се обезбедат услови за работење на КХС и да се разреши управниот и надзорниот одбор на предпријатието, како што налага законот, пишува градоначалничката. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Здравјето на скопјани е во ризик, алармираат лекарите и бараат итни мерки. Епидемиологот Даниловски преку социјалните мрежи побара прогласување на кризна состојба за да се среди хаосот во главниот град, што ќе може да се бараат одговорните. Институтот за јавно здравје доби обврска до утре да понуди решение. Ситуацијата со сметот е алармантна. Купиштата отпад околу контейнерите и по улиците кои стојат со денови создадоа идеални услови за размножување на глодарите. Глувците и стаорците, кои слободно почнаа да се шетаат по главниот град, се сериозна закана за здравјето на сите граѓани, бидејќи пренесуваат многу заразни болести, предупредува доктор Бојан Трајковски. Лептоспирозата и туларемијата како едни од најсериозните болести се нешто што и тоа како може да предизвика аларм во здравствената состојба за луѓето. Така да би рекол и би апелирал дека треба малку да се престане со политичките препукувања со оглед на тоа што сепак станува збор за здравјето на сите нас, покрај општото загадување кое што гледаме, ова е капак на се. Така да треба да се реагира веднаш, да се собере ѓубрето инстантно и да се исперат улиците. Многу битен момент не е само собирање на ѓубрето, значи да се помине сериозно со дезинфекција, дератизација на шахтите во Скопје, за да ако ништо друго спречиме, што е можно поголемо размножување на тие глодари и стаорци кои што и сами по себе е значителен ризик за здравјето на луѓето. И епидемиологот Драган Даниловски преку Facebook статус укажува дека е премината црвената линија за здравјето на децата и граѓаните поради ситуацијата со сметот. Професорот повикува да се преземат итни мерки. Потребна е наитна координирана интервенција на сите надлежни институции, по потреба и со прогласување вонредна состојба на делови од територијата на градот. Правенствено заради дезинфекција, дезинсекција, дератизација и отстранување на ризикот по јавното здравје. Откако опасноста ќе се неутрализира, мора да следи јасна институционална одговорност, зашто правото на здравје е уставно загарантирано право на секој граѓанин, пишува епидемиологот. Од тие заинформираат дека согласно задолженијата од владата, од Институтот за јавно здравје е побарано да достави експертско мислење за тоа какво влијание може да има отпадот врз јавното здравје, како епидемиолошки мерки врз база на доставени записници од инспекторат, каде е констатирана фактичката состојба. Стручни лица од тие за до петок ќе го разгледаат доставениот материјал и ќе дадат соодветно мислење, информираат од установата. Александар Динев, Сител телевизија.
Од 44 општини за кои Државната изборна комисија во понеделникот објави првични официјални резултати од гласањето за избор на градоначалници, пристигнати се приговори за во 11. Таму резултатите се уште не се конечни, а ќе бидат откако по приговорите ќе одлучи ДИК или евентуално управниот суд во втор степен. Приговори, како што информираа од комисијата, има во Арачиново, Богданци, Босилово, Бутел, Велес, Газибава, Кривогаштани, Прилеп, Ресен, Чаир и Чашка. По овие приговори денеска на седница одлучува Државната изборна комисија. Во останатите 33 општини ДИК денеска објавува конечни резултати за завршено гласање во прв круг за избор на градоначалници. За избор на советници во општините ДИК објави дека во 64 општини нема поднесено приговори за гласањето на 19 октомври и во сите овие 64 општини гласањето во првиот круг е завршено и конечни се резултатите. Неколку десетици граѓани денеска се собраа на протест пред седиштето на Државната изборна комисија, а меѓу нив беше и Суат Шакири, победник и најверојатно прв градоначалник албанец на општината Чашка. Истовремено се одлучуваше по 5 жалби поднесени до ДИК за процесот на гласање во општина Чашка. Од нив 4 се поднесени од ВМРО ДПМН, 2 за Горно Јаболчиште и 1 во Долно Јаболчиште. Една жалба во селото Мелница поднесена од страна на СДСМ. Приговорите се за процесот на гласање, односно не работела биометриската опрема, а се гласало преку списокот на избирачкото место. Ukupno се поднесени 20 приговори за кои се однесуваат на постапката за гласањето од различни подносители на листи, во кои се опфатени повеќе избирачки места во 11 општини кои беа претходно прочитани. Во 11 општини се извинувам за градоначалник и во 17 општини за избор на советите. Пред да преминеме кон првиот приговор, Државната изборна комисија известува дека се поднесени неколку поднесоци на несоодветен начин, согласно изборниот закон и согласно упатството за поднесување и одлучување по приговори. Имено истите се поднесени или до општински изборни комисии или по електронска пошта, а бидејќи приговорите, како што објавивме пред неколку дена, се поднесуваат исклучиво во архивата на Државната изборна комисија, а не преку електронска пошта или редовна пошта, овие приговори воопшто нема да бидат разгледувани, односно ќе бидат отфрлени, бидејќи воопшто и не ја исполнуваат формата за да можат да бидат третирани како приговор. Каква порака испратија жителите на Кочани во првиот изборен круг? Може ли да се врати секојдневието и која е целта во изборната трка? Како и зошто се случи средбата со обвинетиот Радко Димитровски и што се очекува од судскиот процес за случајот Пулс? Во тема на денот со Владко Грозданов, кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на Кочани. Лишени од слобода 11 лица за лихварство и перење пари поедно се уште се трага. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по обезбедени наредби од Основниот кривичен суд Скопје изврши претреси на повеќе локации низ град Скопје, при што лишени од слобода се 11 лица поради основано сомневање за сторени кривични дела лихварство и перење пари и други приноси од казниво дело. 9 од осомничените од почетокот на 2022 година до денеска се организирале во криминална група што се занимавала со давање на пари со договор, при тоа договарајќи несразмерна имотна корист во пари, средства или недвижен имот. Искористувајќи ја финансиската состојба на оштетените лица, им позајмувале пари со пресметување на камата од 5 или 15% месечно зголемување за секое задоцнување. Од оштетените барале да им бидат вратени позајмените парични средства со пресметана камата или месечно да го исплаќаат износот по основ на камата, а кога тие не биле во можност да ја вратат позајмицата, осомничените барале да го предадат или оптоварат имотот со кој располагале, пренесувајќи им го на име на некој од осомничените.
Наплатата на паричните средства се вршела директно преку некој од осомничените или преку трансакцијските сметки во банка од сметка на оштетен на сметка на некој од осомничените лица. Паричните средства се внесувале на сметките на осомничените во банка или во СЕФ, пошто на различни начини ја внесувале во легалните финансиски текови. Постои основано сомневање дека во истиот период се стекнале со противправна имотна корист изразена во парични средства од 125.033.527 денари или над 2 милиони евра прибавени со кривично дело лихварство. Денеска околу 11 часот и 25 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на крстосницата од булевар Видео Смилевски Бато и сервисна улица од Трговски центар во Скопје патничко возило Opel Astra со скопски регистарски ознаки управувано од ТН од Скопје удрило во пешаците ГК на возраст од 40 години и МК на возраст од 39 години и уште две малолетнички, сите од Скопје, а потоа удрило и во семафор. Во несреќата со повреди се здобиле пешаците констатирани во комплексот Клинички центар Мајка Тереза. Според неофицијалните информации, возачот на автомобилот, кој бил на возраст од 78 години, изгубил свест и контрола на возилото пошто удрил во пешаците, а со возилото завршил во семафорот. 3% раст на македонската економија прогнозира Виенскиот институт во прогнозата за следните 2 години. Очекувањата се дека инфлацијата годинава останува иста, а одредено намалување на цените може да се очекува до година. Со просечен економски раст од 3%, Македонија меѓу дното на табелата од земјите во регионот. Виенскиот институт ги објави најновите есенски прогнози за следниве 2 години, каде задна се само Босна, со раст од 2,6%. За оваа година предвидувањата се највисок раст да имаат Косово, Албанија и Црнагора, додека Србија најнизок од само 2%. Инфлацијата годинава ќе остане висока, 4%, а малку пониски трошоци за живот ќе има дури следната. Минусот во државната каса ќе се задржи на 4% од БДП, додека дефицитот на тековната сметка ќе изнесува 3,2%, пишува во извештај за земјава. Растот ги надмина очекувањата. Потекнат од стамбената изградба и силниот извоз, делумно потекнат од однапред оптоварувачките мерки пред американските царини. Во меѓувреме, имаше повторно зголемување на инфлацијата, која ги еродира реалните плати. Фискалната политика остана лабава, кршејќи ги фискалните правила, со популистички трошења за пензии наместо за капитални проекти. Локалните избори ќе бидат првиот голем тест за популарноста на новата влада и би можеле да одредат дали таа ќе го задржи својот курс или ќе ги прилагоди своите политики. Прогнозите за земјите членки на Унијата се раст од 2,2 ова и 2,6% следната година. Земјите од еврозоната пак ќе имаат просечен раст од 1,3%. Дополнително повисок раст на бруто домашниот производ од 0,2 до 0,3% ќе имаат земјите членки на НАТО, со наглото зголемување на трошоците за одбрана. Полска и Балтичките земји се очекува да имаат уште поголема корист од зголемените трошоци за одбрана, прогнозира Виенскиот институт. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Од СДСМ денеска побара Мицковски да одговори дали со Британија е договорено прифаќање на мигранти и изградба на мигрантски кампови во Македонија. Според информациите од Лондон, Велика Британија нуди стратешки инвестиции за земјите од регионот, но тоа доаѓа со разговори и понуди за отварање на кампови за мигранти. Бидејќи нашата влада веќе речиси цела година договара ваков тип на заеми и инвестиции, најави кредит од 7 милиарди евра од Британија, Мицковски веќе не може да се крие и мора јасно да одговори. Што точно се разговара на темата мигранти и кампови за мигранти? Дали е точно дека со договорот за заем има и друг договор за мигрантите кој владата не го соопштува? Зошто Мицковски, кој единствено нешто што прави е пиар, одбил важно интервју за Таймс? Ова го потврди и самиот медиум. Зошто, ако нема што да крие, Мицковски избегал? Дали се чека да поминат изборите па да се соопшти оваа вест? Медицинските сестри бараат закон со кој ќе се регулира нивната дејност.
Во Македонија се уште нема закон за медицински сестри. Иако ги дале предлозите, работеле на тоа и биле во работните групи во кабинетите на сите министри за здравство. Со секоја смена на раководните структури работите се враќале на почеток. Медицинските сестри и акушерки сметаат дека со законот ќе се регулира нивната дејност и ќе се знаат одговорностите. Законот значи да ја обележи професијата, значи како што има закон. Во здравствената заштита, во законот за здравствена заштита сме помалку офатени, сме како група на здравствени работници со средно, висше и високо образование. Сакаме да имаме посебен закон за сестрите и акушерките во кој што точно ќе се направат правилата за комора, за компетенциите, за стандардите на медицинските сестри, кодексот во кој што ќе биде образувачки. Акушерките се третирани по некои правилници во самите болници и се уште се сметаат за продолжена рака на докторите. Треба да се подобри статусот на акушерката, затоа што и ден денеска се гледа на нас како продолжена рака на лекарите. Ние сме самостојни во својата работа. И според Европската унија и според светските стандарди, акушерката, добро едуцирана акушерка треба да може сама да го води поредувањето без да има лекар кој што е присутен, нормално ако има компликации или ако има потреба да е тука во близина, но во боксот е доволно само да биде акушерката и жената, кои што во најинтимниот момент ќе бидат заедно. За потребата од ваков закон се зборува со години наназад, а според дел од медицинските сестри, сега тој се подготвува кога се излеваат голем број на работници токму од овие стручни кадри. Нина Ритоновска, Сител телевизија. По продолжение благовести од